Синаќа на денот кој пред 2 години беше кобен за жителите на Стајковци, Сингелиќ, Црешево и околните села, кои беа погодени од страшната поплава која однесе човечки животи, автомобили, улици и уништи голем број куќи. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, кој воедно, како жител на Стајковци, беше сведок на страшната гледка, додали благодарници на сите оние кои после поплавата дадоа несебична помош и поддршка во справувањето со последиците од катастрофалната поплава. Благодарници беа доделени на доброволци, волонтери, припадници на Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Македонија, Центарот за управување со кризи, Црвениот крст, како и на фирми, граѓански здруженија од Скопје и Македонија, кои уште вечерта на 6 август 2016 година беа присутни во најзагрозените подрачја и дадоа се од себе за да се санираат штетите од поплавата. Јас потекнам од Стајковци. Бев заедно со вас таа вечер, кој што на 6 август со своји очи ја види и ја осети таа несреќа. Јас заедно со моите сограѓани со вас, надлежните служби, уште вечерта бевме на лице место, онаму каде што беше најкритично. Состојбата беше страшна. Кал, превртени автомобили, уништени домови. Можеше да се види тага и болка по своите блиски, по своите домови. Градени со години, а ги изгубија за еден миг. Од утро до мрак бев заедно со најзагрезените мои сограѓани на најкритичните места. И знам дека да не беше помошта здружена од сите, немаше да успееме да им излеземе во пресред на граѓаните тогаш кога беше непотребно. Затоа, токму сега се одбележуваат 2 години од поплавата која однесе на 24 човечки животи и направена непроценлива материјална штета. Посакувам такво нешто никогаш да не се повтори. Градоначалникот Георгиевски потенцираше дека ќе направи се што е во негова надлежност како градоначалник, а се однесува за заштита на животната средина за спречување природни непогоди, за граѓаните на општина Газибаба да имаат безбеден живот и апелираше до граѓаните да не се уништува шумата на Скопска Црна Гора, да не се уништуваат каналите и да се зголеми свеста за да се спречи нова катастрофа. Покрај краткорочните планови и активности кои ги преземавме за санирање на штетите во сите погодени места, работиме на долгорочна стратегија оваа катастрофа никогаш да не се повтори. Каналите и каналската мрежа денес се чисти. Страшинскиот канал и Страшинската дрезга комплетно го решивме, но не застануваме тука. Сите порои кои што доаѓаат од Скопска Црна Гора, Раштап, Булашани, Црешево, Виниче, Страшници, Брњици и нивните каскадни брани комплетно ќе ги уредиме. Нов ободен канал на северната заобиколница што како техничка документација ја обезбедивме од Министерството за животна средина и од буџетот на општина Газибаба со цел сите порои и речни корита да завршат во него и трајно да се реши проблемот со можните идни катастрофи. Апелирам и до сите нас, зашто од нас зависи дали ваквата катастрофа ќе ни се случи повторно. Да ги чуваме нашите убави шуми на Скопска Црна Гора, наместо да ги сечеме неконтролирано. Токму затоа, тој предел го прогласивме за ерозивно подрачје, заштитувајќи над 3500 хектара од шумскиот предел од сеча. Да ги чуваме и одржуваме каналите и каналските системи, наместо да ги заградуваме или претвараме во отпадни зони. Од нас и од нашата совест и почит кон природата зависи дали ќе успееме да спречиме нова ваква катастрофа. Благодарност за помошта и поддршката беше упатена и до голем број медиуми кои постојано информираа за состојбата на терен, организации, граѓани и домаќинства кои се вклучија во спасувачката акција на терен, како и твитерџиите кои уште во текот на ноќта и наредните денови организираа донаторски акции на повеќе пунктови низ Скопје. Најпогодени од поплавата беа Стајковци, Сингелиќ, Инџиково, Страчинци, Смилковци, Црешево и Брњарци.